Денеска имаме еден прекрасен ден, каде што се договоривме да се дружиме во природа. Знаете дека планинарењето е едно од најубавите спортови, каде што младите треба да го практикуваат многу често. За мене планинарењето е еден од најдобрите спортови. Имаме една стара пословица: во здраво тело, здрав дух. Самото спортување, знаете дека е основна работа каде што младиот човек треба да го практикува уште од раното детство. Планинарството е една моја преокупација што го практикувам уште од многу одамна, уште како дете, така да и во овие мои години, околу 50 или не е тајна да се каже, го практикувам кога можам во слободното време. Денеска гледам во еден огромен број, вие младите сте во голем број одзвани, каде што денеска ќе го поминеме денот на подножјето на Осоговието. Денеска ни е точка одредиште да одиме кон Калин камен, тоа е овој врв према позади вас, каде што висинската кота е околу 1880 метри. Понатаму може ќе видиме од временските прилики, може ќе продолжиме на кај Царев врв, каде што висинската кота е околу 2085 метри. Мене ми е многу драго, значи што станавте, ете така да кажем, рано, што не спиевте овој ден дома, а мислам дека нема да погрешите, бидејќи денеска денот е прекрасен. Се очекува малку во попланите часови, малку да имаме дестабилизација малку на времето, меѓутоа во природа и тоа ќе го очекуваме и со тоа ќе се справуваме. Да имате пријатен ден, да се дружиме денеска. Гледам тука дека некој има и гитари, така да ќе направиме да биде и со музички дел дополнето овој ден. Ви благодарам на сите што дојдовте и да се чувствувате пријатно на Осоговските планини. Позволите да, ево и од мене, ова рано сабајле негде е 7:20 моментално, да ве поздравам и да честитам на сите оние кои што станаа толку рано да бидат дел од ова денешно неделно дружење. Ова е една серија на активности на кандидатот за градоначалник. Денес на неговата агенда е една прошетка до Царев врв и до Калин камен. Додовме рано наутро, тргнавме у 5 сабајле од центарот на Крива Паланка, од она централна улица изградена во времето на СДСМ. Поминавме низ патот до кој што води до манастирот, над манастирот, се до Ловачката кукичка, пат исто изграден во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Поминавме низ некои од главните водоводи направени во времето на СДСМ и сега сме тука на ова место пред да продолжиме со една мала пауза, само да свртиме поглед не на кај Царев врв, него на кај градот Крива Паланка и на кај соседните држави околу. Што е она што може да го видиме? Го гледате граничниот премин Деве Баир. Тука е во времето на СДСМ изграден меѓународниот терминал на самиот граничен премин. Точно се гледа меѓународниот пат од Крива Паланка до Деве Баир, тоа е од село Узем од Кажедилово до самата граница, проширен, целосно реконструиран, обновена трета лента, проширен меѓународен пат, како што заслужува да има една држава. Во подножјето е главната мерна станица за испумпавање на газ кој што води кон Скопје, кон Куманово и Кратово. Значи тука во Крива Паланка е доведен е главната мерна станица во селото Жедилово, од каде што газот потекува до Скопје, Куманово и Кратово, и тоа е направено сето во времето на СДСМ и е застанато таму каде што СДСМ го има изградено. Се сеќавате на пресконференцијата на председателот Црвенковски, станува збор за една огромна инвестиција да се донесе гасот од соседна Бугарија. За пример ќе ја земеме Струмица. Во Струмица, кај што гасот не е стигнат, нашиот градоначалник и сега иден кандидат за градоначалник Зоран Заев, доносот на гасот во Струмица е со цистерни. Ние сме општина каде што гасот точно е доведен до градот. Наша идна обврска, бидејќи ВМРО-ДПМН не беше способна и кадар на тоа да го направи во овој мандат, наш врвен приоритет и на нас како СДСМ и на кандидатот за градоначалник е Крива Паланка да биде гасифицирана општина, да гасот
протече до сите домаќинства, до сите стопански субјекти. Тоа значи дека со многу поевтин и поеколошки чист енергенс привлекуваме нови домашни и странски инвеститори, а домаќинствата штедат многу на електрична енергија. И ова ќе биде една поширока кампања во која што ќе ја развиваме свеста за гасификацијата на Крива Паланка, обврска која што и ветување кое што веќе сме го исполниле до Крива Паланка. Наша наредна обврска е после добивањето на довербата страна на граѓаните да Крива Паланка биде како Струмица и Куманово, кои што се единствени гасифицирани општини, биде и гасифицирана општина која што ќе добие многу поевтин енергенс. Подоле се наоѓа заобиколницата на Крива Паланка, која што е еден исклучително капитален проект изграден во времето на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, значи со целосна експроприација на сите имоти, со целосно изведени решенија, изградба, неколку мостови знаете дека се направени во тој период, неколку клучки и кај хотел Македонија и навлезот во Крива Паланка. Сето тоа е направено во време на СДСМ. Ајде сите да си замислиме сега што таа заобиколница да не беше. Каква ќе изгледаше Крива Паланка, сите камиони, целиот транзит идеше низ центарот на градот, но после неколку години значи делата на СДСМ е да и во градот да имаме централна градска улица со комплетно сменети азбестни цевки и да имаме комплетна сообраќајница која што заобиколница околу Крива Паланка. Крај крајва подолу во оној дел се и остатоците од она што е изградено во време на СДСМ за пругата. Се што е направено во делот на железницата е направено во време на СДСМ. Само ќе повторам дека и железницата, и обиколницата, и гасната мерна станица за испупавање на газ, која што е во село Жидилово, и меѓународниот пат, и терминалот се направени во време на Бранко Црвенковски и во време кога Горан Младеновски доктор како наш кандидат беше одборник во првото повеќе партиско собрание на Советот на општина Крива Паланка. Тоа ни дава гаранција дека во идниот период сето она што ќе го испланираме, сето она што ќе го внесеме во нашата програма, заедно со тимот на доктор Горан Младеновски, со тимот на СДСМ, со идната влада на СДСМ во која што ќе имаме веројатно следната година, ќе ја зацврстниме довербата на граѓаните, сите тие ветувања ќе бидат реалност и ќе бидат придобивка за граѓаните на општина Крива Паланка. Благодарам на сите, сега ние продолжаваме до Царевата.